Информациите стигнуваат до вас. Господин Бобовски, може би ви припадна вас една од најжешките фотели, го дојдовте Министерството за надворешни работи. За многумина спорот зимето е еден од најгорливите проблеми со кои се соочува државата. Како гледате на овој проблем? Како мислите да му пристапите? Пристапувам апсолутно со ладна глава. Мислам дека имаме доста конзистентна политика во овој дел, принципиелна, и сме посветени на надминување на сите проблеми кои ни престојат на патот на европските и евроатлантски интеграции. Тоа е оно што не мотивира да го надминеме и овој спор. Методологија за надминување на проблем кој ни стои на европскиот пат мора да биде европска методологија. Во таа европска методологија мислам дека нема простор за блокади и притисоци. Мислам дека треба да се фокусираме на заедничките цели кои ги имаме, а секако дека сите земји во регионот ја делат таа иста цел. Во оној момент кога ќе бидеме сите дел од европското семејство и границите ќе станат небитни, мислам и дека најголем дел од овие проблеми кои денес ни тежат ќе станат безпредметни. Така е всушност и во случајот со овој спор. Бидејќи сме уверени дека пристапот кој го имаме и кој го фаворизираме принципиелен и не води на вистинскиот пат, не би имали никаква причина зашто да се ограничуваме во тие контакти. Мислам дека само може да ни придонесе експонираноста едни на други. Она што го чинат граѓаните на многу успешен начин со тоа што голем дел одат на летување кај јужниот сосед и она што голем дел грчки бизнисмени доаѓаат исто така во Македонија се добар пример. Не гледам зашто би го ограничувале тоа во делот на политичката комуникација, особено знаејќи дека целта ни е аспирацијата ни представува интеграцијата во Европската унија и во НАТО. Како ги доживувате грчките позиции? Возможен ли е разговор? Имавте прилика да се запознаете со вашиот грчки колега Ламбринидис? Ние имавме кратка средба која беше фокусирана на меѓусебно запознавање. Јас се надевам дека во иднина ќе можеме да ги надградуваме тие односи кои ќе ни помогнат Република Македонија да го одблокира патот на своето интегрирање и кои ќе ни овозможат исто така да имаме една здрава основа за натамошен развој во таа рамка. Така ги гледам и можностите за сите идни средби на сите нивоа и мислам дека основата која е воспоставена и диалогот кој постои помеѓу нашите премиери е добра основа за тоа. Мислам дека треба да се фокусираме на крајната цел. Не би требало да посветуваме толку енергија на негативните аспекти и на ограничувачките димензии. Колку повеќе ќе бидеме фокусирани на она што ни е крајна цел и колку сакаме да ја помогнеме таа, во тој контекст би го спомнал и ангажирањето од страна на Република Грција да се забрза интеграцијскиот процес во регионот. Мислам дека тоа треба да биде подкрепено и со конкретни гестови. Такви гестови ќе ни овозможат нам да направиме исчекори напред и ќе овозможат на целиот регион да напредува во тој правец. Заминувате за Њујорк за неколку дена. Известна е следба помеѓу Нимица и двајцата премиери Груевски и Папандреу. Какви се вашите последни информации? Возможен ли е пресврт во спорот зимето? Не би говорел за пресврт. Мислам дека овој спор е доволно долг и доволно нелогичен за да ни даде аргументи дека треба да се движиме напред. Временски рокови се крајно неблагодарни и мислам дека не можеме да си зададеме такви цели. Во контекст на постигнување на напредок, секако дека Македонија има стратешки интерес да се направи исчекор. Тој исчекор мора да биде во согласност со нашите стратешки интереси и во согласност со владината политика која е јасно дефинирана и за која имаме мандат. Така е, но на што се темели оптимизмот кај европските дипломати? Вела дека до крајот на годината возможен е компромис зимето. Имавте средба со еврокомесарот Фуле. Проблемот е доволно долготраен и доволно нелогичен за сите да посакуваат да се надмине и да се разреши. Затоа мислам дека и нашиот пристап во овој проблем е таков. Веројатно тоа е отсликано и во ставовите и во изјавите кои ги имаат дипломатите кои ги спомнавте и сметам дека тоа треба да го ставиме во еден контекст на заедничка желба и заеднички интерес за надминување на овие проблеми. На стартот на вашиот мандат ги посетивте земјите од регионот.
Иако Македонија важи за земја со слаба дипломатска мрежа, препознавте ли сојузници кај вашите колеги? Ние имаме одлична комуникација и мислам дека тоа е видливо со сите соседи врз основа на тоа колку луѓето и бизнисите се поврзани меѓусебно. Мислам дека политиката треба да им даде уште една дополнителна тежина, еден дополнителен елан, а не да представува кочница на тие односи кои одлично се развиваат во многу полиња. Од тука и перспективата е дека географски Македонија се наоѓа во центарот на овој регион и има најголем интерес да стимулира една таква енергија која ќе не поврзува со останатите соседи и ќе не подготвува за она што не очекува утре. Заедничко членство во ЕУ и во НАТО. Во тоа семејство каде границите нема да бидат значајни и каде што ќе можеме да се препуштиме на овие заеднички интереси кои не водат напред. Тоа што е од исклучителна важност е дека Германија останува посветена на евроинтеграцијските процеси и сака да се задржат принципите кои ја имаат основа на Унијата. Мислам дека тоа е од голема помош и посветеноста на процесот на продолжување на интеграцијата на регионот во Европската Унија е најсилниот сигнал кој може да се прати. На нас останува да најдеме начини да ги надминеме пречките кои постојат во регионот и да излеземе од оној концепт на блокади, а да се фокусираме на оној концепт на заемна помош и заемна соработка. Тоа е тоа што е успешен модел покажан во Европа и што можеме и ние да го примениме на наше тло. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам многу и вам.